Продолжуваме со тема која што навистина разбранува јавноста деновиве. Еве и она како последна информација која што ја добивме, можеби веќе ги гледавте првите вести со нашата колешка Александра. Државниот инспекторат оценил дека сепак играта фрлање со прозорец, фрлање од прозорец или низ прозорец, веќе не знам како, ни социјалните мрежи кружат разни варијанти на оваа тема и да, можеби јас се смеам, но ситуацијата е далеку од смешна. Државниот инспекторат сепак одлучи дека играта фрлање од прозорец е игра, но ние за тоа сакаме подробно да разговараме со медјаши кои што се познати како заштитници на правата на децата и токму затоа сакаме оваа тема не да ја завршиме, не да ја финишираме, не да заврши со тоа дека е само игра, туку напротив тема за која што сакаме да се зборува и понатаму. Добро утро за Јана Зенговска, која што како што веќе споменав ни доаѓа од медјаши. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Јас ќе почнам со оваа изјава, поточно со Државниот инспекторат, кој што сепак оцени дека е ова игра. Дали се сложува медјаши со тоа? Знаете, има најразлични видови на игра. Од тоа што и ние ги видовме видеоматеријалите кои што беа споделени од медиумите, како се спроведувала играта, тоа што загрижува е според информациите кои што ги даде од училиштето, дека 2 недели се играла оваа игра. На снимките се гледа дека децата се смеат, дека им е забавно, дека го носат девојчето до прозорец, го затварат и тоа паѓа. Меѓутоа, прашањето е колку се тие безбедни игри да се дозволат да се играат во училиште. И сепак некоја одговорност има. Ако 2 недели се знаело дека децата скокаат од прозор и за раце и за нозе се ставаат до прозорот, што ќе беше ако девојчето не де Боже починеше? Или се случеше нешто друго, ќе беше пак игра со која што завршила со смртен крај. Значи во ред е и да е игра. Децата можат да им истекнат не знам какви игри, и агресивни, и креативни, и секакви. Меѓутоа, ние возрастните и училиштето сме должни да ги превенираме, да ги опоменаме. Ја не знам дали нешто се преземало, ова е чисто ако не се преземало. Ако се преземало, секој чест нека не информираат. Меѓутоа, доколку не се преземало, навистина сметам дека требало да се превенира. Еве јас ќе ви кажам што е превземено, само за да биде јавноста информирана. Учениците кои што дотогаш биле со одлични резултати и одличен успех, според изјавата, поведението им е намалено и се опоменати, ветиле дека повеќе нема да се повтори ова. Се разбира, може ќе измислат некоја друга игра, па... Многу ми е интересно затоа што во сите изјави стоеше дека станува збор за одличен клас, одлични ученици кои што имаат одлични резултати. Супер е затоа што се одлични ученици и имаат одлични резултати и ги поттикнам да продолжат во таа насока, ама не значи дека некој ако е одличен и одлично оделение дека не може да има насилство. Не значи дека ја, ако сум психолог и сум психотерапевт, дека ке мене дома може да немам насилство. Ке ми замижители ако случајно правам нешто на моето дете, само затоа што сум од медјаши. Значи, секој, без оглед на тоа во која позиција, дали постигнува одлично или не, баш затоа што се одлични тие деца, треба да ги набљудуваме тие деца. Или само вниманието го посветуваме на децата кои што имаат проблеми во однесувањето. Значи, најверојатно и на овие деца им требало внимание. Знаете, немалце се исклучуваме, го насочуваме вниманието на проблематични деца, поднаводници кои што имаат проблеми во однесувањето, не постигнуваат успех, а некако како да ги подзабораваме децата кои што постигнуваат резултати. На тие деца им треба мотивација, на тие деца им треба стимулација, на тие деца им треба начин како да го изразат својот креативен капацитет кој што го имаат. Еве, ги споменавте, значи го споменавте на момент дека еве децата биле тоа го правеле веќе неколку, да кажеме 2 недели, неколку дена, меѓутоа како да отсуствувала контрола во сето тоа. Сигурно било забележано, меѓутоа немало, да кажеме, еве казни или било што, или еден вид опомени, ако ништо друго. Еве, споменавме дека биле и одлични деца, има начин да се разговара, сигурно ќе се нашло решение, таа игра можеби требало да престане веднаш штом се дознало за сето тоа. Ја верувам дека биле опоменати. Им рекле немојте случајно да го правите веќе ова, вие сте добри. Верувам дека биле опоменати, они рекле важи. Најверојатно. Предпоставувам, ова е хипотетички. Меѓутоа, не им се дала можност и не им се дала санкција. Што понатака, што всушност таа наивна игра може да предизвика. Ја верувам дека децата не биле свесни, за нив е тоа забавно.
Си доаѓаш до прозор, си скокаш, сите паднале на Ќе нозе. ве прекинам, башка и е снимено. И башки е снимано. Значи, децата немаат колку години држиме работилници за права на децата, колку години наставниците се обучува, дека не може туку така да се снима, да се стават тие материјали по медиуми, дека треба да се води грижа за приватноста. Децата се гледа дека сите учествуваат во тоа и тие се Целиот забавуваат. Значи во самиот процес. Меѓутоа, ја не знам дали се свесни тие деца дека може да настане до повреда, затоа што се можете да си помислите кои се санкциите кои што ги имаат, дали се информирани родителите па дома да поразговараат со своите деца. Значи, ова е еден цел забавно сето широк... тоа на родителите, на девојчето кои што не имаат знам дали телесни им е повреди, забавно. па и на соучениците кои што и ги Јас- нанеле не сакајки. Знаете, јас се прашувам дали девојчето претходно учествувало во истата таа игра, ставајќи друго дете на прозор. Затоа што ако учествувало целото одделение, сите ги менувале улогите. Ме разбирате, Па, само може би што ова ова се случило затоа што девојчето кога седнува не паѓа добро. Мене ми е во насоката на тоа дека требало да се превенира претходно, дека на децата треба да им се објасни не само немој да го правиш тоа. Треба да им се објасни зашто не треба да го прави тоа, до какви последици треба да дојде тоа. Затоа што тоа се умни деца, тоа се разбрани деца, тоа што го кажуваат. Тоа се деца кои што имаат капацитет да разберат, кои што немаат отпор кон Па и веќе училиштето. се на возраст на која што треба да го разберат тоа. 14 години, 9 одделение, колку што разбравме, нека ме коригираат. Да, Знаете, они следната година кидат сами на училиште. Ќе бидат во средното се самостојни деца кои што треба и одговорни треба да бидат во однос на тие игри кои што ги прават. Јас сметам дека во најмала рака и државните институции и училиштето треба да си размислат за како да превенираат било која форма насилство во нивното училиште, како да наставниот кадар, стручниот им да се обучи за истото, да им го пренесува не само за правата на децата, туку и за последиците, и да се направи една превентивна програма во која што ќе делуваат. Мора да си признаеме дека имаме пропусти, не е само во училиште. Во повеќе училишта, во повеќе градинки имаме пропусти за кои што им треба помош и поддршка и на наставниот кадар и на стручниот кадар. Не сме овдека да осудуваме и да караме. Овдека сме само дека мора да погледнеме критички во деловите кои што не недостигаат. Ако не погледнеме критички, не речеме дека ние луѓе имаме проблем, дајте да го решиме, тој само ќе се пролонгира, ќе си ја префрламе одговорноста на едни на други, многу ги научивме децата за нивните права, родителите се виновни, не училиштето е виновно. И на крајот на денот ќе израсне една генерација, више сме на чекор на тоа, една генерација која што не е социјално стабилна, која што нема емпатичко мислење, која што све е возможно, која што може да повредува и на крај и да се само повредува. Ова е сериозна работа. Иако изгледа вака наивно, според мене, гледано од тука во иднина. Така, вие ни го носите и меѓу другото ставот на меѓаши, па од тие причини се разбира и ќе повикаме и граѓаните и сите оние други невладени организации кои што се за децата, се разбира да се вклучат во ова. Сега, зошто и на самата најава бев и многу долго, јас се извинувам, меѓутоа, сепак сакам да не се забораваат ваквите работи. Што се случи со случајот од април годинава во Неготино, кога неколку соученички буквално брутално пред целото одделение го влечаа за коса девојчето и од тоа имаше снимки, искрено јас како мајка и не можевме да ги гледам тие снимки. Баш бев сериозно потресена, а верувам имало и многу такви гледачи како мене. Кажете ми, зошто во Македонија е секоја чуда за 3 дена? Што се случи со тој пример, например? Не видовме никоја разврска, каде се тие девојчиња, дали можеби посетуваа некаква поправна установа? Ако не се лажам, па и постојат и такви установи, затоа што очигледно такво насилство, кога веќе ќе се примени врз врсник, тоа дете, значи треба да разговара со лица кои што се задолжени за тие работи. Знаете, булингот или меѓуврсничкото насилство, кое што ни се случува, генерално и се гледа, не од денес. Тоа постоело и претходно. Ние многу често се случуваме со родители кои што кажуваат па јас сум бил жртва на меѓуврсничко насилство, сега и моето дете. Сега е тоа што се снимаат, има дополнителен вид на булинг, сайбербулинг. Кај ќе ви степаат на училиште и ќе ве навредуваат, насилството ќе продолжи и во школски двор, ќе продолжи пред зграда и на крај на интернет. Да. Значи нема крај. Тоа се некако се продолжува, а сите ние како да сме затекнати.
Исто како во јануар што не затекнува снегот секоја година, така баш се наоѓаме затекнати некако во целокупната ситуација. Сметам дека не затоа што не се преземаат мерки, не затоа што не се свесни, туку треба баш да бидеме критички и како родители, првенствено како родители. На ниеден родител не му е мило да слушне дека неговото дете прави насилство или врши насилство и нема баш соодветно однесување. Меѓутоа, кога прифатиме тоа како податок, треба да бараме помош во насока на тоа дека нашето дете, ако не му помогнеме сега, ние овдека не сме исполниле нашата родителска должност и одговорност. Па после му училиштето, каде што се случува сето тоа, и наставниците. Значи има работи кои што не можете да ги превенирате вие во оделение, како класен раководител или како од прво до четврто оделенски раководител. Затоа постои таа стручна служба. Затоа со години наназад збориме, мора да има психолог, мора да има педагог, мора да има социјален работник, треба да има дефектолог, општините овозможуваат сега и придружник на деца кои што имаат одредени потешкоти и така натаму. Значи тоа мора да се просрели, има процедура. Не можам да се справам, имам во стручна служба. Стручната служба треба да направи целокупна процедура што е методолошки превземено во однос на однесувањето на детето. Ако не, таму нема некаков резултат, имаме центар за социјална работа. Таму има стручни лица кои што работат во оделение за детска заштита, кои што ќе најдат начин ако го детектираат проблемот во семејството. Мора да се следат процедурите и да не се плашат од одговорност. Ние седиме на ова место, вие седите на ова место како новинари со целокупна ваша интегритет и одговорност. Јас во медијаши тоа го правам, на училиште истото треба. Секоја професија сноси одговорност и мора како возрастни луѓе да ја прифатиме таа, дека може и да не нападнат, дека може и да ни најдат грешка и дека може било што да се случи. Меѓутоа едноставно кога работиме во рамките на законот и кога работиме во насока на најдобриот интерес на детето, не треба да се размислуваме. Мислам дека повеќе се повлекуваат затоа што се плашат што понатака ќе се случува. Еве, како медијаши сте дел од она, значи имате представа што и како е во училиштата. Да. Дали таа стручна служба е премена, да кажем, или пополнета со сите овие што ги наведовте, психолог, педагог, социјален работник, дали во сите училишта ги имаме сите тие? Значи и тука имаме проблем. Имаме проблем, нема во сите училишта, значи се случува во градинките и во градинките истото. Значи сакам да знаете дека насилството меѓуврсничко започнува во градинка, па продолжува во основно училиште. Ние имаме еден гап каде што одредено однесување на деца во градинка, досието што се носи, не им се дава на наставничките секогаш на училиште кога ќе се запишат прво оделение, не знаат со што се соочуваат, а мора да има комуникација меѓу градинката и училиштето за да се превенира понатака. Особено оние групи во градинка каде што целата група преминува во исто оделение. Ако едно дете било жртва на насилство во градинката, каде што се оддавало на тоа дека е развоен период, дека се малечки и така натаму, истото насилство продолжува и во градинка, нема во училиште, немаат информации, тоа ќе се трае до средно училиште ако се истите. И сите ние некако сме затечени, викаме па не е ништо голема работа, тоа се деца, па се навредиле, се истепале, голема работа, дигате паника, сега заедно работат, сега заедно цртаат. Тоа е само замачкување на вистинската реалност. Во моментов медијаши, еве не знам, за несреќа случајов се погоди токму во време на ваша кампања, меѓутоа вие имате во моментов кампања за булинг. Ние имаме кампања за булинг од сите оние информации кои што ги добиваме од потребите на училиштата со кои што соработуваме и тие кои што ни се дојавуваат. Кампањата е преведена на 3 јазици: албански, ромски, турски и македонски јазик нормално, и тргнуваме со дека изборовите можат да повредуваат. Затоа што сметавме дека психолошкото насилство е нешто на кое што не му се става доволно акцент, а доведува до сериозни нарушувања во развојот на детската личност, до сериозни отстапувања кои што све веќе понатака гледаме: агресивно однесување, суицидални идеи, употреба на најразлични наркотични средства и така натаму. И затоа тргнавме со оваа кампања. Меѓутоа, за насилството оваа кампања само представува почеток, кое што ќе трае цела година. Ние веќе држиме обуки во училиштата за наставниците и за родителите и за децата, за да препознаат што е тоа булинг или меѓуврсничко насилство. Децата не знаат, верувајте ми. Не се свесни дека вршат психолошко насилство, и продолжуваме со изработка на прирачници за позитивно родителство, кои што се изработени, и позитивни мерки за дисциплина на децата, кои што ќе бидат дисеминирани, и кампања за кими видео спотови за училиштето како безбедно место. Сите овие кампањи, започнувајќи од оваа кампања против булингот, се во таа насока.
Како можеме да добиеме прирачник за родителство? Извини, Марија. Значи, прирачниците за родителство се во фаза на подготовка, напишани се. Чим ќе бидат, ќе ви ги дадем. Истите се преведени на македонски, на англиски, на албански, на ромски јазик, затоа што сметавме дека ромската популација треба и има право да има до материјали на својот мајчин јазик. Ова тема е широка, Да. немаме уште многу време, само за крајот ги споменавме родителите. Имали соработка конкретно со нив кога, да кажем, пред да настане некој проблем? Родителите кои што доаѓаат на нашите работилници за позитивно родителство се и tekako отворени, сакаат да соработуваат и бараат помош. Затоа што самите се свесни дека никаде во процесот им се неопходни овие материјали. Ја верувам дека сите родители, ако се рачисти, се расшири на ниво на нашата држава, дека активно ќе се вклучат. Веќе родителите од Девар, од училиште од Скопје и од Виница се вклучени активно и навистина има промени во тоа што го прават. Ви благодарам за гостувањето, за Благодарам на остапеното време. Се надевам дека почнавме со нешто, па дека и ќе се намалат сите овие негативни работи во Јас се надевам училиштата. дека нема да ги заташкуваме работите и дека пак ќе ни дојдете, затоа што оваа тема мора да биде актуелна. Се додека постојат вакви работи низ училиштата, мора да биде актуелна темава.